أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Во претходната худба, кога зборувавме за вредноста на сабах намаз во џемаат, спомнавме еден хадис на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, во кој хадис на крајот он него вели алейхи салату вассалам: ако можете да не бидете совладани и спречени од намазот пред изгреј сонце и од намазот пред зајди сонце, значи сабах и икиндија, тогаш направете го тоа. Овој голем хадис, бреча, укажува дека има многу работи и многу причини што го спречуваат човекот од намазот, особено од сабах намаз. Затоа муслиманот треба да ги препознае тие причини и да се чува од нив, бидејќи оној што ќе биде спречен од својот намаз, навистина претрпел голема загуба. А од тие причини, едно најбитните се токму, браќа, нашите гревови и непослушноста кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Бидејќи човекот понекогаш се казнува за гревот со тоа што му се ускратува чинење на некои ибадети. Поранешните добри генерации од асхабите се чувале од дневните гревови за да не им тежи на ноќниот намаз. Па како е со оној што и дење и ноќе поминува во грев и во непокорност кон Аллах субханаху ва таала? Ебу Сулейман ед-Дарани рахимахуллах рекол: кој ќе биде добар во својот ден, Аллах ќе му возврати со добро во неговата ноќ. А кој ќе биде добар во својата ноќ, Аллах ќе му возврати со добро во неговиот ден. Исто така ед-Дарани рахимахуллаху таала рекол: на никого не му изостанува намазот во џемаат, освен поради грев. На никого не му изостанува намаз во џемаат, освен поради грев. Еден човек му рекол на Ал-Хасан Ал-Басри рахимахуллах: о Ебу Саид, овој бил негов надимак, јас легнувам здрав, немам никаков проблем, го сакам ноќниот намаз и земва дури вода до мене за абдес пред спиење, но зошто не можам да станам за ноќен намаз? Па му одговорил рахимахуллах: о Аллахов робе, тоа се твоите гревови кои те врзале. Се пренесува од Суфјан ет-Таури рахимахуллах дека рекол: бев лишен од ноќниот намаз 5 месеци поради еден грев што го направив. Му било речено: а кој беше тој грев? Одговорил: видов еден човек како плаче, па си рекол во себе: овој само се преправа пред луѓето. Ова бил грев за него затоа што има лошо мислење за некој од неговите браќа и вели дека заради еден грев, заради овој грев 5 месеци не можел да стани на ноќен намаз. Од причините, браќа, кои човекот го преспива сабах намазот е и занемарувањето на големите награди што се поврзани со сабах намаз. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: навистина клањањето и учењето на Кур'ан во сабах е сведочено
што значи дека сабах намаз е намаз на кој присуствуваат и сведочат мелеките на денот и мелеките на ноќта. И други вредности кои ги спомнахме во претходната худба. Затоа, кога многу од нас станвет рано многу за на работа која му е добро исплатена, не му е гајле да станвет и од 4 од 5 и да патуваат по 100-200 километри. Зошто? Зашто велат се исплаштат. Имам добра заработка. Па каква ли само заработка имаме ако го клањаме сабах намаз во џемает и колку би само требало да се трудиме за да не го пропуштиме сабах намаз во џемает ако правиме споредба со нешто небитно од оваа дуња. Од причините поради кои човекот го преспива сабах намазот е и немарноста кон она што го снаоѓа оној што го запоставува овој намаз. Запоставување на џемает на сабах намаз си имаат своји лоши последици, како што е темнина во срцето, стеснатост во градите, лош карактер, натрупување на грижи и тага, како и владење на шејтанот над него во текот на целиот ден. Од Ебу Хурейра радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: кога некој од вас ке заспие, шејтанот врзува 3 јазли на задниот дел од неговата глава. На секој јазол удира и вели: пред тебе долга ноќ, па спи. Ако се разбуди и го спомне Аллах азза ва џел, се одврзува еден јазол. Ако земе абдес, се одврзува уште еден јазол. Па ако клања, се одврзуваат сите негови јазли, па ке осамне активен и со чиста душа. Воспротивно, ке осамне со лоша душевна состојба и мрзелив. Од причините за запоставување на сабах намазот е и претерано јадење и непотребно седење во собири после јација намаз. Кога стомакот ке се прејаде на вечер, тогаш главата сигурно станува тешка за станување на ноќен намаз или за сабах намаз. А што се однесува до непотребните собири, тие во нашево време се меѓу најголемите причини што стојат како пречка за станување на сабах намаз. Останување буден до доцна во ноќта со пријатели, со другари, поседенки, мести за одмор или пред телефон, што е најчеста наша појава денеска. Потоа, сигурно човекот заспива касно, па така ќе го преспие и сабах намаз. Токму, заради зачување на сабах намазот, е непожелно, непотребно седење и разговарање после јација намаз, бидејќи тоа води кон останување буден до доцна, што станува причина за пропуштање на овој голем ибадет кон Аллах азза ва џелле. Во хадисот на Абул Берзел Еслеми радијаллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем не сакал спиење пред јација и не сакал седење или разговор беспотребно после јација. Од причините кои човекот го преспива сабах намазот е и тоа што уште пред спиење не донесува цврст ниет, не донесува искрен ниет за да стане за сабах намаз. Тој легнува, а во себе нема решителност дека ќе стане на сабах намаз. А кога би имала вистинска и искрена решителност, сигурно Аллах азза ва џелле ќе би му помогнал да стане за сабах намаз. Дури многумина од нив го местет алармот или му порачват на некого да и будат за на работа, за училиште или за испит, а не се грижит воопшто за сабах намаз. И ова е многу опасно, зашто таквиот човек намерно го остава намазот во своето време. А меѓу нив има и такви што кога го слушаат езанот или некој од своите домашни ќе го разбудет, после теа посаквит каму среќа да не ме разбудие, за да немал доказ на судниот ден за теа што го разбудиле, зашто си мисли со негова идеологија дека ако заспие ќе имам оправдање кај Аллах азза ва џел. Може да имаш оправдање еднаш ако заспиеш, но нон-стоп да заспиваш, немаш оправдање кај Аллах азза ва џел. И со ове мисли дека ќе го измоми на Аллах субханаху ва таала, а не знај дека се моми само самиот себе си. Затоа, драги почитувани браќа, оној што го бара задоволството на возвишениот Аллах азза ва џел, ке стане од својата постела за намаз, дури и ако очите му се затвориле непосредно пред сабах намаз. Ибн Хафиф ел Малики рахимехуллах имал болка во слабината. Кога болката ке му се засилела, го спречувала дури од движење, но кога ке се повикало за намаз, го носеле на грбот
за да стигне до џамија, па му било речено кога би си олеснил на самиот себе си, пошто имаш оправдање, па одговорил: кога ќе го слушнете хајја ала сала, побрзате или дојте на намаз, а не ме видите во саф, тогаш барајте ме на гробишта. Вака размислувале овие генерации кои го сакале на возвишениот Аллах азза ва џел. Причината е теја што намазов и ибадетов го ставиле пред секоја друга грижа и работа на ова дуња. Затоа им било олеснато, им било дадено берекет и да го чуваат намазот во своето време и да го чуваат во џамаат. Затоа да го направиме о Аллахови робови сабах намазот, доказ за нашата искреност кон возвишениот Аллах азза ва џел, а не доказ против нас на судниот ден. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.